Да, многу моќно звучи оваа песна на IQ и јас се надевам дека и настапот ќе биде добро осмислен, за да го имаме, како викаат, оној комплетен пакет евровизиски и со тоа се разбира да се избориме за што подобар успех, иако како велат малку и политиката замешала повеќе прсти на Евровизијата, но да се надеваме дека ќе се менуваат работите на подобро. Во продолжение го имаме третиот блок на гости. Овој викенд беше светскиот ден за безбедност и здравје при работа. На оваа тема ќе зборуваме со Андријана Зафировска, представник на Македонското здружение за заштита при работа, Елден Качар од Машинскиот факултет, студент, и средношколката Теодора Атанасовска од Средното медицинско училиште Панче Караѓозов. Дечки, повелете во студија. Машките имаат предност, а? Добар ден. Како се ми? Одлично. Добро ми дојдовте. Браво. Како сте? Добро, супер. Викендов беше светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Предпоставам дека помина доста активно. Ви има на медиумиве доста овие денови и денеска во Урбан Так. Пајде да позборуваме како се одбележа уствари денот. Се надевам присуството на медиумите нема да биде само на овој ден кој што веќе помина, туку дека ќе трае и понатаму во текот на годината. Впрочем, и ова интервју, овој разговор е потврда за тоа. Што се однесува до вашето прашање, само би сакала накуса на почетокот да го кажам значењето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Имено Меѓународната организација на труд од 2003 година го назначи овој ден како Светски ден за безбедност и здравје при работа. Од 1996 година синдикалните организации иницира овој ден да биде и ден во чест на загинатите работници, односно посеќавање на нив. Македонското здружение за заштита при работа со низа активности го одбележува овој ден. Имено Меѓународната организација на труд токму на овој ден започнува една кампања која што се однесува на младите, подобрување на безбедноста и здравјето на младите работници и крај на детскиот труд. Статистиката на Меѓународната организација на труд покажува навистина разочарувачки статистики, податоци кога станува збор за повреди на младите работници. Јас, како млад работник, навистина со елан, можам да кажам, со подршка секако на Сдруженијето на моите колеги, започнав еден процес промовирање на безбедност и здравјето при работа до младите луѓе. Знаете, можеби заштитата при работа не е толку атрактивна професија, што би се рекло за нив, но влегува во секоја сфера, влегува во секоја професија. Со цел потикнување на превентивна култура, остваривме инфосредби во повеќе стручни училишта, каде што ги запознававме учениците, нели, со ризиците кои што призлегуваат на работното место. Потоа остваривме посети во компании кои што имаат добар систем за безбедност и здравје при работа. И сето тоа ова кулминираше, ако може така да кажам, со трибина која што ја организиравме токму на денот во градската библиотека Браќа Миладиновци, каде што токму младите говореа за безбедноста и здравјето при работа. Младите, кога велам, тоа се учениците кои што беа на посета во овие компании, представници од студентски организации, млади работници, говореа што за нив представува безбедност и здравје при работа, колку е застапено во образовниот процес. Нивни предлози за подобрување на безбедноста и здравјето при работа. Навистина имаше убава енергија. Обично заштитата при работа некако ја чувствуваат како сивило, како можеби црна тематика. Овој пат покажавме дека да, може да биде навистина позитивна кога ќе зборуваме за превентивна култура. Дел од представниците кои што учествува на таа трибина се денеска заедно со нас и навистина ми и тоа особено драго. Супер. Андријана, кога имам колешка за соговорник, може и да ме нема во емисијата и да заврши. Да го водам јас разговорот. Да, може да го водиш разговор. Што би сакал да ги прашаш? Ова се двајцата најхрабри денеска што одлучија јавно да зборуваат на оваа тема. Едниот студент, другата седмошколка.
Може ли да позборуваме за искуството кое што го стекнавте на трибините, што се случуваше, со какви размисли се соочевте? Така, значи, еве јас како постар би земал право на збор. Значи, јас како дипломиран машински инженер, сега веќе нели и студент на постдипломски студии на управување со системи за безбедност и здравје при работа. Прв пат се сретнав нели со тој поим во последната година од моето студирање, каде што по изборен предмет добив желба нели по дипломирање да запишам и мастер студии. Андријана ме повика на трибината и искрено бев вчудоневиден и драго ми беше, бидејќи јас во мое време немав до тогаш никаква допирна точка кога бев средно или па основно со безбедноста и здравјето при работа, меѓутоа еве, имаше повеќе средношколци отколку ли дипломирани или па работници кои што присуствуваа нели на трибината. Една од нив беше нели мојата колешка која што е во средното училиште медицина. И искрено ти кажам, стварно драго ми беше бидејќи свеста се покачува кај младите, затоа сме и ние тука нели со нашиот допринес да го зголемиме тоа влијание и свеста да ја покачиме не само кај младите, туку и кај постарите нели луѓе и работници кои што веќе нели се длабоко навлезени во работата, меѓутоа не се свесни под кои опасности и ризици нели оние завршуваат нивната работа. Така, еве дури и кај медицината кога зборуваме, изложени сте на секојдневни ситуации. Дали во средно, додека сте сега нели во овие години, воопшто се зборува оваа тематика? Предпоставам дека како предмет не ни да прашувам, меѓутоа дали барем некој од професорите реално ве соочува со сите оние предизвици, но и последици нели во текот на работењето понатаму? Да, значи како што кажа, предмет посебен за заштита при работа кој директно зборува за заштитата немаме. Но по многуте значи стручни предмети и оние практични настави кои што ги имаме директно на клиника не посочуваат на оние опасности кои ние сами може да дојдеме при нив, како например да се боцнеме ние самите со веќе контаминирана игла или било што и да е, зашто не доведува до еден момент на наша предпазливост со што би го зголемиле нашата заштита со цел да го намалиме, односно да ги редуцираме оние опасни состојби за кои можат да бидат и животно загрозувачки. Како е на факултет? Се размислува ли воопшто на оваа тема или едноставно доколку се најдете случајно или не на некој од трибините? Па видете, искрено како што кажав, нели, јас од изборен предмет се упатив кон оваа насока и значи само јас од еден предмет одбрав да го насочам моето школување понатамошно нели во мастер студии кои што се фокусирани само на безбедност и здравјето при работа. Сега веќе кога сум на мастер студиите, значи учиме, односно сме фокусирани само на тоа и искрено едва и чекам да дипломирам и на мастер студиите да можам нели да дадам поголем допринос во таа сфера. Тоа многу ме радува, многу е добро оваа мотивација која што имаат луѓето. Претпоставам дека си задоволна од ефектот кој што го имавте на трибината. Навистина младите изненадија дека тие се свесни за ризиците. Можеби она што треба дополнително да се направи е поголема информираност или вклученост во формалното образование. Бидејќи безбедност и здравје при работа не треба да биде само вклучена на машинскиот факултет или на стручните училишта, тука е секако и оние административни насоки. Да, тоа сакав да го искоментирам, да не сватат погрешно. Кога мислиме на безбедност при работа, не мислиме само на заштитниот шлем и на градежните работници, не мислиме на лечињата, мислиме на буквално сите работни места, бидејќи дури кога и сте во канцеларија, постои нели одредена доза на опасност. Токму тоа сакав и да го кажам во продолжение. Инаку имавме посета и во Народна банка на Република Македонија од идните економисти и правници од средното училиште Васил Антевски Дренк, каде што покрај административното работење тие има можност да ги видат токму и ризиците, опасностите при административното работење и превентивните мерки кои што се превземаат. Тука јас би сакала да споделам мое искуство. Инаку јас сум дипломиран економист, смер менеджмент, меѓутоа ниту во моето образование ниту еднаш не најдов на
дел, пасус, реченица, безбедност и здраве при работа. Може би да, до некоја мера грижа за вработените, но што значи грижа за вработените? Мислам дека е важно да се вклучат и во овие области и на овие факултети, затоа што станува збор за идни економисти, идни менаџери, идни работодавачи. Токму тие ќе треба да имплементираат закон за безбедност и здраве при работа. Тие треба да сватат важноста за инвестирање, затоа што многу од работодавачите сметаат дека тоа е трошок, а не инвестиција. Мислам дека доколку вклучиме во образовниот процес, ќе го смениме тој концепт и на размислување. Се се менува доколку се сака. Тоа е дефинитивно факт и убаво е кога има вакви иницијативи. Ми испративте и фотографии, може да побараме од режија дел од нив и се разбира ќе ги искоментираме. Ова се дел од фотографиите. Да не им се вртиме со грб на гледачите, ќе ги имаме за кратко и на мониторот, може да ги искоментираме фотографиите. Ова се дел од трибините, нели, кои што се случија. Какво е чувството кога си на таа трибина? Колку се чувствуваш запознан или не запознан за темата? Значи, предходно, кога прво ме поканија на оваа трибина, искрено се почувствував многу почестена и драго ми беше што искрено што присуствував на еден таков настан. Ние бевме како едни главни говорници, средношколците и студентите, за она наше мислење како да се заштитиме, колку е застапена заштитата при работа во Македонија. И добивме благодарници за присуство на овој светски ден, за одбележување на заштита при работа и како одбележување на сите загинати кои за жал ја изгубиле поради невнимание својот живот. Следуваше еден разговор на кој ние бевме активно вклучени и кој ги искажавме нашите мислења онака искрено и со потика. Да, кои се вашите идеи како младите пред се и сите останати нормално може да се заштитат? Еве, предпоставувам во вашите професии, веројатно ви е многу поблиска темата, па може имате поголемо знаење во тој дел. Па да, значи заштитата директно нашите идеи, инаку можам да споменам и тука дека бев избрана за победник на светскиот надпревар за заштита при работа, во кој се подготвив како директно со анкета и со статистички обработени податоци. Овие податоци кои што ги добив, искрено предизвика едно чувство кога директно добиваш информација од прва рака, всушност доведуваш до заклучок колку делумно до доволно се запознаени тие медицински работници за нивната заштита и за нивната свесност за заштитата. Според тоа добив како заклучен дел на таа анкета, односно проведени податоци од анкета, го заклучив тоа дека може би доколку се застапени, одредени како програми или обуки за работниците, би било многу помал оној број можноста за ризикот. Да, можноста за ризикот и бројот на тие случаи при повреди или несреќни случаи. Како во твојата професија? Па искрено, нели, јас како машински инженер веќе работам во таа област и често скоро секојдневно сум нели по да речеме и по поголемите фабрики во Скопје и по пошироко низ Македонија и можам да кажам дека ми е навистина драго барем еве не само странците, туку еве веќе и нашите инженери и директори и менаџери што се на фабрики веќе почнаа да го почитуваат законот и да применуваат нели заштита за своите работници. Дури повеќе тие се грижат за работниците отколку работниците сами за своите животи и нели работат. Так. Ке заклучиме ли нешто? Безбедни ли се младите на работа кај нас? Не само младите, генерално сите, нели? Меѓутоа оние кои што веројатно почнуваат и немаат искуство, можеби не се соочени со тие можности за ризик. Се уште не можеме да зборуваме позитивно кога ќе ме прашаат на ова прашање. Колку и да сакаме, да. Податоците си го кажуваат своето, се уште се гине на работните места. Младите мислам дека не се во целост безбедни на своите работни места. Директно јас споменав млад работник. Веднаш по завршувањето на економскиот факултет бев работена во
контакт центар во една од големи компании кои што секако не би сакала сега да ги споменувам. Контакт центар значи работи, се подразбира работа во трета смена, втора смена, прва смена. Оно што ние го чувствувавме како млади работници, тоа беше еден хроничен замор, намалена концентрација, помалку дружба со своите врсници, но безбедност и здраве при работа не знаев што е тоа. Веројатно не ни ти падна на памет уствари, што би можело да биде тоа, нели? Воопшто да, значи кога веќе дојдов во Македонското здружение за заштита при работа, кога добив обука за безбедност и здраве при работа, здравствен преглед кој што следува, проценка на ризик, тогаш навистина разбираш, да, ова навистина се случува. Токму, бидејќи го имам нели доживено на лошо искуство и ова позитивно искуство, затоа и во следниот период ќе ја промовирам мислата за безбедни и здрави работни места кај младата популација. Знаете, младата популација се нашата иднина, како што велат, но и нашата сегашност. Ако не работиме на подобрување на работните услови, ако не работиме на нивна најрана едукација, тогаш ќе ни се случува ова што извештајот го кажува. Така. Ќе им дадеме ли порака на младите, на средношколците, на студентите? Да, задржате ја таа информираност што всушност ја имате и трудете се да бидете повеќе информирани за таа заштита при работа и бидете сигурни. Да, и се надевам дека како во гимназии, така и во основните училишта, учениците ќе дојдат во допир или со оваа област, за да можат нели правилно да израснат во правилни личности, кои што ќе бидат доволно информирани да се заштитат себе си, а потоа и нивните колеги на нивните работни места понатаму во живот. Така. Тука ти ќе го завршиш делот. Би сакала да споменам дека нели Македонското здружение за заштита при работа им стои на располагање на сите млади идни вработени во насока и нели на едукација и консултација. Секако ние организираме инаку и обуки и за стручни лица за безбедност и здраве при работа за вработени работодавачи. Се трудиме максимално да го подобриме овој систем за безбедност и здраве при работа. Така, ви благодарам многу, се надевам и верувам дека ситуацијата секогаш ќе се подобра, бидејќи сепак безбедноста е на првото место. Така, почнувајќи и од тука. Почнувајќи и од тука, обезбедете на нешто под рефлекторите да не ти падне. Се шегувам. Ќе се видиме утре на пикник, урбан пикник. Ќе видите што и како од 17:10. Чао.